Добро утро, Македонија. Вака, ова видео ќе биде посветено на нешто. Би сакал повторно, нели со нашата хуманост, да ожениме, тоест да омажиме некоја жена, се работи за Македонија, за тука. Значи, Гостивар Тетово горе-доле. И дечкото, фактички мажов, да, веројатно се малку може би да е страмежлија, но да, се работи на возраст, за машко, на возраст од, да не ги кажеме точно годините, па некој не знам да го бара кај мене во профил, 40, 42, 41 година. Секако сака да се ожени, човекот работи во државна фирма, заработува, има многу солидна плата, голема, дури можам да ја кажам, да. Зборуваме за машкото. А жената, да, никогаш не бил оженет, секако. Местото каде што живее е така, на 5 минути од градот. Бидејќи човекот си има и автомобил, живее во собствена куќа. Си има дома секакви домашни производи, па дури и месо. Но тоа не значи дека таа, да речеме, идна невеста, која би сакала да живее, значи човекот сака да си створи, нели, покрај тоа да се ожени, секако да си има и дечиња. Па, некоја жена, нели, некојаш како викаат, во љубовта не постојат граници, па дури ни во годините, меѓутоа, да речеме, некои 10 години, горе, доле, една, минус, плюс, мислам дека не се и толку важни, бидејќи сепак човекот е релативно, нели, млад. Така да, еве, очекувам било, значи, секако се работи, значи, за сериозност и жената да си биде девојката, да кажам, во случајов, сепак сериозна некоја, слободно може да ми напише мене во приватно, секогаш ќе бидат останат анонимни и едниот и другиот, така да, еве, јас лично ќе ги спојам, нели, ќе седнеме еднаш, два пати каде, на некој неутрален терен, што се вика, да ги запознаеме, бидејќи јас, сега слушајте го, низ текот на мојот живот, имам оженето, тоест, или омажено, тоест, оженето, па некои 12 до 15 мажи или жени. Обично тоа било Гостивар Тетово, Тетово Гостивар. Значи, уште од времето кога јас играв фудбал во Тетекс Тетово, па и во ГФК Гостивар, значи имам направено, значи директно тоа било, не вака преку видеа и такви работи, директно запознаено, така, машко со женско, кои, обично биле машки кои барале, таква помош, и кои ден денеска живеат среќно, весело, да, имам едно 2-3 фамилии, мислам се во Германија. Една имам Скопје Гостивар исто. Да. Не треба повеќе да зборувам. Значи, ова го зборувам во време кога јас сум играл фудбал, се уште додека сум бил млад. На некои мои 18, 19, 20, 21 година. Имам некои 12 до 15, мислам. Такви запознавања, каде што луѓето и ден денеска живеат веројатно и среќно. Меѓутоа, и ова да го кажам треба, да, никој од нив, нели, првите 2-3 години, така, некоја блискост, да речеме, имала како што и била дотокаш, нели, јас тие луѓе сум ги познала. Но после тоа, веројатно, нели, се заборава во животот, никој не ми напишал, значи, зборувам више поминале преку 25 години и повеќе. Од тоа, никој не ми напишал како се или да ме побара на телефон или на Facebook и така натака, нели. Битно тие се среќни, но нека си бидат среќни, да. Тоа е помалку важно дали, нели, нешто се памти во животот или не. Меѓутоа, ова сакам да го кажам на цела Македонија, да, и да се повторам. Значи, се работи за, да речеме, младожења, еве, дали е 40, 42 или 41 година, тука се годините, кој не е оженет, вработен во солидна државна фирма, каде што зема
а можам да речам за наши услови и огромна плата, дома си има куќа во која што живее, никогаш не ја оживе. Секако си има во куќата дворче, да кажеме си има и свое домашно месо, а таа жена која би живела, дечкото е одличен, да, дечкото е одличен, го запознав скоро. Фин, згоден, значи не е нешто што, да не помисли некој и за тоа, еве исто да го кажем, и секако се бара жена која, од 31-2 години, па дока и 40, да речеме, бидејќи човекот сака и да си има и дечиња нормално. Ете така Македонија, и со ова, нели, со нашата хуманост, ова исто е една хуманост која можеме да устречиме двајца, што се вика, машки и женски пол, па да си имаат фамилија, дечиња и да си живеат среќно. Ете ова од мене за денеска. Секоја девојка, жена, да речеме во наводници, дали такви години, може слободно на мене да ме пише или да ми се јави на мојот телефонски број. Секогаш ќе биде заштитени, значи во смисла. И крајот, дај Боже да биде успешен, никогаш тоа нема да се спомне во јавност, нели? Јас сум тој човек. Македонија, прекрасен ден и многу здраве.